внимателно ве слушав, меѓутоа морам да го прочитам она што значи делокруг на работни задачи на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието, како одговор дека голем дел од тоа што беше спомнато веќе го имаме и веќе се практикува. Давање непосредна помош на земјоделците за примена на соодветни мерки. И тоа во полјоделството, во сточарството, соработка со здруженија на земјоделци, насочување на земјоделските производители за производство на култури и производи според потребите на пазарот. Сето ова, почитуваниот заменик министер сега го спомна, сакам само да потенцирам дека тоа веќе го имаме и тоа веќе функционира. Исто така, пренесување на стручни сознанија до непосредните земјоделски производители, а тоа значи посета на фарми, тоа значи водење на ФАДАН, мрежа на сметководствени податоци. Не сакам да мислам дека некој ова не го знае. Таа агенција е со седиште во Битола. И требаше, и тие колеги заслужуваат да бидат спомнати. Заслужуваат да бидат опремени, доопремени таму кај што треба, за да можат да продолжат на вистина да ја работат својата работа. Тоа ми беше мене и целта и поентата. Да не даваме пари за нешто што веќе го има и веќе функционира. Да не зборуваме за вршењето на инструктажа, демонстрација, организирање на предлози истражувачки во земјоделството, воспоставување и користење на информативни системи. Сето тоа го имаме и сето тоа функционира. Во делот на агроплатформата во Скопје го знаеме искуството на земјоделските производители. Цело време зборуваме за децентрализација. И сега наеднаш повторно земјоделска агроплатформа во Скопје. Мислам, стварно е. Ова што го спомна заменикот министер спаѓа во делокругот на маркетингот, потребите на пазарот. И тоа сето е разбирливо. Меѓутоа треба да го земеме искуството на земјите кои што се многу понапред отидени, каде што овие проблеми веќе се надминати. И затоа за мене е несватливо Скопје да биде центар на таа логистичка агроплатформа. Затоа сакав да настане една децентрализација. Не може земјоделскиот производител само да работи, а кајмакот, бенефитот да го собира друга категорија на личности. И тоа се разбира, тоа е мал круг на луѓе. Она што е во делот на државното земјоделско земјиште, сите податоци ги имате во Фагрикомот. Сите податоци. Ортофото снимките, Република Македонија е должна на секој 5 до 7 години да има авионско снимање. Луѓе, не може ништо да се скрие. Се имаме. И затоа мене ми е несватливо како при постоење на такви системи, во кои што инвестирала и претходната влада, и ова, ние сега зборуваме за нов информативен систем кој што сега доправа нас че ни даде податоци за државно земјоделско земјиште. Мислам, многу нелогични работи. Благодарам.